вака, колега Панчо Минов, може да ме послушате? Еве насмеана че зборувам, за да не ја толкувате мојата нервоза одговорница како моја лична нервозна, а ваш успех. Нервозата што излегува од мене кога јас говорам на говорница за овие теми е нервозата што ви ја пренесувам од граѓаните на Република Македонија. И јас можам да зборувам смирено и насмеано, нема проблем. Вие сте политиколог и дипломиран правник, така? За политиколог сте докажани. Можете да зборувате со рацете во джеп не 10 минути, 100 минути. Без никаков подсетник и секоја чест. Ама за правник да ве прашам, дали е ова законски, колега Панчо Минов? Еве вака насмеана. Законски дали е ова избегнување на усогласување на платите на вработените во јавната администрација? Дали е ова законски, колега Панчо Минов? Одговорете. Немате веќе шанси за реплики кон мене, но може, која ќе биде првата пауза, да ми објасните дали е ова законски, колега Панчо Минов. Не можам да се смеам на ваква сериозна тема и не можам да прифатам да велите дека сте ме изнервирале. Не, вие не сте ме изнервирале мене. Народот ви е изреволтиран. Народот е тој кој што задутре ќе ви излезе на улиците. Имате историска шанса тоа вечерва да го спречите, затоа што уште не сме стигнати до произнесување за овој амандман. Јас упорно ве молам, упорно излегувам на вашите реплики, за тоа да најдеме разум. И немојте сега тука политиколошки, ама добар е предлогот, ама позитивно е како законско решение, ама дајде нешто друго да изнајдеме. Нема што да изнајдеме, нема ние да измислуваме топла вода, па правник сте, закон е во прашање. Ќе го почитуваме или нема да го почитуваме? Има пари владата или нема? Јас велам дека има. И ви докажав неколку пати дека има. Само да го прифатите 50% скратување на акцизите да се намалат, ќе има пари. Многу јасно, многу јасно. И повторно граѓаните ќе плачаат за горива и повторно дел од тие, ја не сум економиста, ќе одат за државата, ама ќе има еве и за да се покачат платите. Вие да си го обелите образот. И многу ме испровоцира кога рековте дека многу сум говорела за една контрареплика. Ова е обид за цензура, за спречување на говор на пратеник, или ви пречи тоа што говориме? Па ние бевме пријамевени многу оваа точка, ама еве гледаме дека не води кон плод оваа дебата и нашево убедување, па можеби и ќе се откажеме дел од нашите колеги од опозицијата, бидејќи дефинитивно се троши залудно време за да ве убедиме вас. И не сме ние, колега Панчо Минов, тие кои блокираме, туку сте вие кои што се наоѓате во хаотична состојба. И затоа вам ви пречи кога пратениците на опозицијата говорат нервозно или насмеано, небитно. Јас немам некои актерски квалификации, ама еве ме испровоциравте да можам и да се насмеам на сета оваа мака од граѓаните. И еве да подсетам за јавноста, бидејќи во минатиот мандат бевме со колегата Панчо Минов, па тој така донесе една многу историски битна за мене под наводници одлука на 11 јануар 2019 година. Многу добро знае колегата Панчо Минов на што мислам. Па бидете така храбар и издвојте се од вашата група. Тогаш бевте во оваа група, сега сте во оваа, па бидете вие лидерот во носење на сопствени одлуки. Затоа што нели самите кажавте, ова е добро, позитивно законско решение. Бидете вие тие кои што ќе бидете најхрабар како оној 11 јануар 2019 и морам да ви забележам, исто како и на колешката Жаклина Лазаревска, која што од тука така арогантно кажа дека можеле да им дадат тие 2806 денари на вработените во администрацијата, ама тие требале тоа да го заслужат. Па многу понижувачки, на вистина. Слободно јавете се за процедурално, колешка. Ја затоа и го правам ова, за да излегувате овде одговорница и народ да ве слуша. Отворете во телефон да видите Твитер дека е преполн, дека втора Мира Дизел сте во овој мандат, колешке Жаклина Лазаревска. Си поигрувате со вработените во јавна администрација. А колегата Панчо Минов кажа дека не е ефикасна била администрацијата. Па ви кажав како ќе биде ефикасна администрацијата
колега Панчо Минов. Како? Кога вие не им ги покачувате платите, кога вие ги нарекувате неефикасни, вие кои што ја превработивте со 30.000 нови вработувања. Па зошто не им отворивте фабрики, колега Панчо Минов? Зошто немаме странски директни инвестиции? Вие сте правник. Зошто имаме правни лавиринти, па странците бегаат од сегде, само од Македонија што подалеку? Во една Србија имаме повеќе странски директни инвестиции, во едно Косово, во една Црнагора, колега Панчо Минов. Немојте да ги дисквалификувате оние кои што го полнат овој буџет, оние од кои што треба барем да функционира ова општество, ама со ваква власт не функционира. Вие парите на други места ги предвидувате, не за оние кои што треба да бидат навистина задоволни од она што го работат, со она справуваат секојдневно во контакт со граѓаните. Ниту ни се граѓаните задоволни, ниту вработените кои што треба да ги обслужуваат. Тоа е двонасочна релација, колешка Даниела Колева. Повелете тука, дојдете и со вас ќе се расправам, нема проблем. Ќе ве убедам сите дека не сте во право, ама најдобро македонската јавност нека дека вие овде вечерва ги предадовте сите, ама буквално сите. И затоа немојте да говорите ниту за Европска Унија, ниту за европски вредности, ниту за европски закони, ништо од тоа. Или откажете се од реплики, барем на брзина нека оди вашево гласање против овој амандман, или ако сакате дополнително да се срамите пред македонската јавност, повелете, јас ви стојам на располагање.